Понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Унгарскиот амбасадор Јожеф Бенце во посета на Кочани. Се водеа разговори за продлабочување на соработката на економски план, со потенцијално инвестирање во алтернативните извори на енергија, односно геотермалните води. Унгарскиот амбасадор во Македонија, доктор Јожеф Бенце, во посета на Кочани. Акцентот на средбата во кабинетот на градоначалникот Димитровски овој пат беше ставен на продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји, конкретно во сферата на алтернативните извори на енергија. Заложба на Димитровски и Бенце во блиска иднина е преку контактите со Унгарија да се зајакнат бизнис релациите преку изнаоѓање на потенцијални инвеститори кои би вложиле во Кочани. Много ми je drago što danas mogu biti u opština Kočani kod mog prijatelja, što sa kime u zadnjih nekoliko godina smo uspostavili jednu zaista dobru i prijateljsku saradnju. Kočani je prva opština i prvi grad koji uspostavio bratski odnosi sa gradom Ungarija, Siget-Szent Miklós. Taj sporazum je dao toliko energije i toliko pozitivno odjek Ungarija da smo od tada uspostavili i potpisali još 10 ili 11 sličnih dogovora. Односот меѓу Кочани и Сиген-Сент Миклош е навистина добар проект и секогаш за нас ќе биде дополнителна енергија за натамошна работа, смета Бенце, потенцирајќи ја соработката во образованието, зашто подвлече дека е потребно да се изнајде дополнителна финансиска подршка. Во изјавата тој посебно се осврна и на дипломатската подршка што Унгарија постојано ја дава на Македонија кога е во прашање евроинтеграцијскиот процес на земјава и што поскорешното решавање на проблемот со името, а се задржа и на процесот за интеграција на ромите во општеството. Opština Kočani, po dobijenih informacija, je 5% stanovnika romske nacionalnosti. Ungarija, broj stanovnika romske nacionalnosti je 10%. Prilikom predsjedavanja Mađarske Evropskoj uniji mnogo projekata je bilo, ali izdvojio bih samo nekoliko. Mađarska inicijativa je prihvaćen romski program u Evropskoj uniji. Inicijativa od premijera Ungarije je bila da pitanje evropske integracije Makedonije ne može biti uslov problema ili pitanja sa ime, nego da to treba ići paralelno. Naša diplomatija mnogo rade na tome da taj proces bude uspešan i ja sam zaista optimista i kako mi vidimo da i politički problemi unutar zemlje dolaze do načina ili adekvatnog rešavanja. Градоначалникот Димитровски очекува и понатамошна успешна соработка меѓу Кочани и Сиген-Сент Миклош, како и меѓу двете пријателски земји, но и нејзино проширување на економско поле. Денеска ми беше задоволство да го примам мојот пријател, неговата екселенција, амбасадорот на Република Унгарија во Македонија, и каде поразговаравме за некои теми кои што ги постојано имаме во нашите контакти. Сакаме да ја продолжиме онаа соработка која што имаме помеѓу Кочани и Сиget-Сент Миклош како збратимени градови. Сакаме да ја прошириме во делот на економската соработка, зашто посебно денеска организираме посета во делот на геотермалните води, каде што Кочани е лидер на целиот Балкан, и да го презентираме производството, односно можностите на нашиот ориз од Кочани. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на неговата екселенција за поддршката која што ја дава и на Кочани, а посебно за поддршката која што ја изрази овде во Кочани, која што ја дава Република Унгарија за приемот на Македонија во членството на Европската унија и НАТО асоциацијата. На средбата меѓу Димитровски и Бенце стана збори за актуелната политичка состојба во земјава. Тие изразија надеж за нејзина брза стабилизација. Унгарскиот амбасадор пред посетата во Кочани оствари средба и со виничкиот градоначалник. Посетата е на покана на Дончев, а унгарската делегација изрази големо задоволство од видените потенцијали и остварените проекти во општината. На агендата на Бенце во Кочани предходеше посета на Виница.
Унгарскиот амбасадор најпрвен се сретна со виничкиот градоначалник Емил Дончев во неговиот кабинет, пошто двајцата се упатија кон детската градинка Гоце Делчев, каде привршува проектот за енергетска ефикасност. Бенце предпладневниот престој во Виница го заврши со посета на археолошкиот музеј Теракота. Prihvatili smo pozivot na gospodin gradonačelnik sa veliko radost i došli da se zapoznamo vaš grad. Ovo dobro vreme još više je pokazalo lepotu ovog grada. To goleme informacije što smo dobili od gospodina gradonačelnik, što je sve urađeno na kulturnom i ekonomskom planu za unapređenje opštine Vinica, me mnogo ubedilo da ova naša izvanredna surabotka treba da nastavimo u buduće. Niska stopa na nezaposlenost u opština Vinica je veoma impresivna broj, jer smatram da mnogo gradovi i u Evropska unija mogli bi da zavide da ima samo 8% nezaposlenost. Денес во посета на општина Виница е амбасадорот на Република Унгарија во Македонија. Пред 30 дена во посета на општина Виница имаше представници од Стопанската комора на Унгарија. Има кратка средба со бизнис секторот во општина Виница и потоа средбата продолжи во општина Кочани. Таму со амбасадорот се договоривме да ја оствариме оваа средба и да ги согледаме можностите за унгарски инвестиции во Виница, исто така да оствариме поголема контакт помеѓу компаниите од општина Виница и од Република Унгарија, се со цел да можат да соработуваат меѓу себе. Унгарскиот амбасадор го запознавме со профилот на општина Виница. Бевме во детската градинка, каде што имаме во соработка со Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта еден проект за доградба на детската градинка. И еве сега овде во музеот му ги представивме нашите археолошки артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Се надевам дека ќе имаме и понатамошна соработка со унгарскиот амбасадор и веќе договараме да најдеме град сличен како општина Виница во Унгарија со цел да оствариме соработка. Бенце во продолжение ја истакна заинтересираноста на странските инвеститори за Виница, што според него е потврда дека општината има перспектива. Ги пофали можностите на индустриската зона, а ги спомена и реализираните проекти за ромите. Интересот за дополнително конкретизирање на соработката во повеќе сфери рече дека ќе го проследи до соодветните инстанции во Унгарија. Откривајќи дека е поет, унгарскиот амбасадор формалниот дел од изјавата ја заврши со стихови со кои изрази оптимизам за иднината на општината. Тој е убеден дека по примерот на Кочани, Виница може да пронајде интерес за збратимување со соодветна општина во Унгарија, а како таква ја посочи општината Чапар, индустријска територијална единица кај Будимпешта. Неколку куќи на улицата Тошо Арсов 10 дена се без вода. Апелираат надлежните што побрагу да преземат мерки. Проблемите датираат од пред 2 децении, а жителите стравуваат од катастрофални последици. Цели 10 дена жителите на улицата Тошо Арсов се без вода. Проблемот со дисконтинуитетот во водоснабдувањето се провлекува низа години, но она што посебно ги загрижува жителите на оваа улица, по конкретно 4 засегнати домакинства, е што дефектот се јавува повторно откако бил саниран. Што е проблемот, не знам, затоа што веројатно нешто е раскопано, меѓутоа проблемот водовод никако не го решава, обеќаат, дојдат, јавиме се, пријавиме, важно пријавено е веќе од вторникот, еве сега се прават некои напори да дојде вода. Ние тај проблем го имаме веќе 20 години, меѓутоа последните 2 години е решен, сега се повторува. Зошто 4 куќи само немаме вода, околината е многу гадна, така да просто се плашиме од болести заразни и од инфекции. Денеска во овај современ живот да живееш 10 дена без вода, а уредно плаќаш вода, така да например, еден месец ако не платиш вода ќе дојдат ќе те исклучат, а 10 дена да интервенираш и да не дојдат да не прават, не знам стварно во што е проблемот. Ќе се пожалиме за хигиената пред се, полски вециња тука фрлат ѓубриња, кисиња, со камења се мава од згоре, а без вода нема живот. Водата е еден услов за животот, што сите го знаеме дека тоа хигиената е пола здрави. Без вода, знае се како еден сад да си без вода,
Не можеш да обстанеш, а не пат да немаш со недели, со денови вода. Сапана во жешко. Тоа е загадување на целата околина тука. И сите дишаме што се вика од најгадното, најнечистотијата. Жителите на Тошо Арсов се жалат дека собите од задниот дел на куќите се полни со влага. Квалитетот на водата не е на задоволително ниво поради континуираните проблеми. Постојано им се расипуваат апаратите за домакинство, но уште полошо, постојано се на удар на заразни болести. Фрлавме кибиња, ствари од плакарите, пархетите ги моравме да ги менјаме, затоа што нон-стоп тече шахтата, канализацијата позади нашата куќа. Тоа е стварно нешто катастрофално. Можам да кажам, уназад пред неколку години моите деца фанаа салмонела кога беа мали. Сега знаат да се пазат, меѓутоа тоа е страшна работа нешто. Страшно е, мислам, страшно за живење веќе, а во центарот живеевме. Фекалии си внесуваме дома, нагазаме со кондурите, а тука е факултетот, тука е Асном. Ние имаме го кочани за најчист град, меѓутоа ово е нешто страшно. И ќе добиеме некоја инфекција што не знам што ќе биде. Ќе се заразиме сите преку водата, затоа што водата и да дојде, јас мислам дека не е чиста. Секогаш е матна. Еве ви реков, 4 перални се фрлени. Расфрлан смет, што е сериозна закана за овдешните жители, но и за општото здравје на граѓаните, може да се забележи и по скалите. Жителите бараат комуналните служби да бидат поагилни во сервисирањето на своите обврски. Успешно заврши екстерното тестирање во основните и средните училишта. Годинава беа дефинирани построги услови во однос на евентуалното ослободување и поднесување приговори за полагање екстерно. Заврши екстерната проверка на знаењето на учениците во основните и средните училишта. По полагањето ќе бидат објавени резултатите од тестирањата, односно или учениците ќе ги потврдат своите оценки или ќе добијат повисоки или пониски. За евентуално ослободување од екстерно, годинава условите беа строго дефинирани и одсутните ученици потребно е да донесат оправдување. Училиштето со Гошево Кентиев во овие од поминати 6 дена вкупно беа тестирани 596 ученика по различни предмети. Од тие ученици 7 ученика оправдано не се јавија и од 10 до 12 би требало да донесат лекарско оправдание за нивното отсуство од самото тестирање. Тестирањето на учениците заврши успешно, немаше технички проблеми и се заврши во најдобар ред. Учениците во сите основни и средни училишта навреме беа известени 3 дена пред полагањето кога и кој предмет го полагаат. Резултатите ќе бидат истакнати на 11 јуни и од истиот ден па се до 15 ќе можат сите оние ученици кои не се задоволни од тестирањето да поднесат приговор. Секакви приговори кои не се од електронска или софтверска грешка нема да бидат прифатени, истакнуваат од училиштата. Резултатите од поднесените приговори ќе бидат истакнати на 18 јуни. 50 години од завршувањето во средношколските клупи прославија матурантите од далечната 1965 година. Се подсетија на годините поминати во гимназијата Лјупчо Сантов. Евоцираа спомени од младоста и прославија заеднички во ресторанот Аледар. По 50 години откако го завршија средното училиште, генерацијата гимназијалци и економисти од Кочанската гимназија Лјупчо Сантов повторно се сретнаа и прославија заедно. Емоциите и возбудата беа очигледни. За сите матуранти денот беше празник. Нивната емотивна приказна беше проткаена со многу убави спомени од средношколските денови. Во далечната 65 година завршиле 120 матуранти. На средбата дојдоа половина. Ние бевме генерација негде од 110 вкупно. Денеска предпоставуваме дека ќе собереме негде околу 60, значи 50%. Меѓутоа, како викат, годините си го прават своето. Во секој случај едно пријатно чувство, едно убаво нешто кое што на секого му пожелуваме да го доживее, бидејќи тоа представува ипак во едно време овако како што сме ние, ипак еден добар момент. Јас можам да кажам дека ова е една милениумска генерација, една од поуспешните, ако не и најуспешните од генерациите, од која излегуваат добри професори, добри инженери, добри доктори, добри раководители у стопанството. Сите честно, никој не остави дамка на општеството, никој нема негативно нешто. Испаднаат добри стопанственици кои оставија позитивен белег
на стопанството во Кочани, добри раководители, добри доктори и така натаму. Сите се на некое ниво на кое што сакале да бидат и среќнеш сум што овој ден ќе можеме да се видиме, да се малку да си поразговараме едни со други и така. Пиете живи и здрави, дочекайте и вие да видите како е. Некои не можете да се препознаеме. Минале многу години и едва се препознаваме. Името го кажеш, па се размислува прво, па тек онда. На вакви настани, споредбите за генерациите некогаш и сега се неминовни. Тоа е една генерација која имаше сплотеност, кој секој на секој сакаше да помогне и понатаму продолжи тоа и во приватниот живот. Ние секој од нашата генерација, ако има нешто потреба, секој на секој си помагаше. Тогаш имаше едно другарство, можда посиромашно живееме од сега, меѓутоа имаше едно големо другарство. Тие времиња беа едни во кои што пред се имаше респект на се. Денеска не би сакал да ги обвинувам младите, меѓутоа ипак не се понаца така како ние што бевме. Кај имаше ред, се знаеше, до вечерни часови до колку, 8-9 сатот беше времето кога бевме веќе дома. Сегашните генерации за нив е тоа абсурд. За само 5 години постара од нив, класната раководителка која за средбата дојде од Скопје, славеше со своите ученици и со солзи во очите се потсети на годините поминати заедно. Кога дојдов од студии, уште не завршена, ми викаат треба професор по хемија. И хајде, земам дневникот, па дури и класна ме ставија во тогаш имаше општествена и природно-математичка насока. Јас бев класна бидејќи хемичар на природно-математичката насока. И навистина беа најдобар клас. И до ден денес и секогаш ме почитуваат, ме викаат на овие средби, доаѓам и сум среќна што нас чекав на нивната 50 годишница да бидам здрава, жива и на нога, исправена и да се радувам со нив. 5 години. Толку беше разликата. Јас право од факултет со дневникот во рака, класна. И ете така, еве како што гледате до ден ден се сеќаваат на мене и јас се сеќавам особено на тој мој прв клас и со задоволство ја прифатив нивната покана. По средбата и заедничката фотографија во паркот во Кочани заминаа на заедничка дружба во ресторанот Аледар. На јубилејната средба си посакаа да си дочекаат и 80 години, но не старост, туку матура. Со финалната вечер заврши 30-тото издание на Макфест 2015. Титулата победник на Макфест ја понесе Бојана Атанасовска, што настапи со композицијата Диви цветови. Канал 8 го следеше и ова јубилејно издание на фестивалот и пренесува и целосна репортажа од него. Бојана Атанасовска со Диви цветови ги освои гласовите на жири комисијата и на публиката на 30-тото издание на Макфест, што се одржа во Штип. Второ пласирани се Илеке Киритков и Панче Илиев со песната Кој што ме чуе да пеам, а третото место и припадна на Евгенија Чанчалова со Миг до вечноста. Изведувачите беа наградени и парично и беа доделени 10.000 евра за првото место, 7.500 за второ и 5.000 евра за третото место. Најголема награда за мене ќе биде ако песната остане да живее. Значи ако песната биде слушана и ако песната ја сакаат луѓето, односно мојата публика, тоа ќе биде за мене најголема награда. Затоа што сите ние музичарите живееме за она што го ставаме позади себе како дела. И тоа е енергија и чувство кое што не може да се купи со ниту едни пари. Сакам да ги искористам парите во шетање и избирање искуства од многу држави и да ги искористам за музика. И за музика сакаш, да. Покрај првите 3 места доделени беа и награди за најдобар дебитант, најдобар сценски настап, најдобар аранжман Драган Ѓакуновски Шпато и најдобра интерпретација, секоја од нив во вредност од по 1000 евра. Најдобриот дебитант годинава е Огнен Здравковски, кој се напреверуваше со композицијата Те молам врати се. Наградата за сценски настап ја доби Виктор Апостоловски со темата Ни јас, ни ти. Најдобар аранжман има Како небо и земја во изведба на Дарко Илиевски и за најдобрата интерпретација беше награден Јоко Таневски со песната Ако љубов е. Јас сум се задоволна од настапот, така да се потрудив максимално како и секој пат, значи никогаш не припуштам нешто на случајност. Песната беше оркестарска балада,
какво што не сум настапила и испеала до сега, затоа што можноста беше таква. Значи за електронска музика може секогаш и во секое време, ама за ваков тип на музика не баш. Така да се решив на Макфест да биде. Срцето се отвори, добра композиција, нешто измеѓу на шлагерско и нешто што е модерно сега. Направивме еден таков спој, затоа сепак Макфест е фестивал на шлагер и гледавме да го задржиме тоа ниво. Искрено, кога ми предложија да го водам, се возбудив многу затоа што станува нели збор за еден од најголемите фестивали, ако не најголемиот фестивал за забавна музика во нашава држава. Така да, искрено ми представува огромна чест и задоволство да го водам Макфест и тоа баш ова јубилејно 30 издание. Навистина, малку ме разочара од страна на тоа што веќе го нема оној дух. Дали дека е многу топло, па некако сме сите скиснати, односно Макфест се очекува секоја година традиционално да биде во октомври. Некако ја немаше таа еуфорија како што претходните години било, ајде да кажам, дури и минатата година се чувствуваше сепак таа нели еуфорија, меѓутоа оваа година некако ја нема. Слабо ги гледам, ми се жала, значи јас само што нели пристигнав од Скопје, гледам дека нема беше оној да кажем ентузијазам кај децата да доаѓаат. Има неколкумина, порано не можевме да стигнеме тука до салата за да пееме за автограми. Не знам на што се должи тоа, меѓутоа овој фестивал навистина кај што многу од музичарите почнале, исто како што и јас, треба да се испочитува, можеби би требало нешто да се промени, затоа што нели сепак не да се промени заради самата промена, туку заради тоа што сметам дека треба една ваква институција, едно вакво име да трае. Макфест е навистина значаен фестивал за македонската забавна музика. 30 години Макфест, голем јубилеј, обстојување на македонската забавна песна. Многу хитови, илјадници песни, многу пејачи од поранешна Југославија, од странство, од Република Македонија поминаа преку Макфест. Станаа врвни, естрадни уметници. И затоа општина Штип ќе го поддржува Макфест. Мислам дека ова беше едно од најубавите изданија кои Макфест ги имал досега и гарантирам дека не 10, можеби и повеќе композиции ќе останат како евергрини за сите времења. Бидејќи бев во жижата на настаните, ќе ви кажам дека исклучително тешка и одговорна работа имаше жири комисијата, која навистина имаше по тројца, четворица, 5 кандидати, не знаеа значи кого попрво да одберат, дали за наградата за сценски настап, за вокален солист, за наградата за најдобар дебютант и за аранжман. Значи, навистина имаше квалитетни песни изведени на брилијантен начин и се надевам дека ова што го прави општина Штип преку Макфест ќе биде голем дар за сите музички работници, за сите љубители на музиката и дека Штип на овој начин дава една огромна придобивка за Република Македонија. Без никакво изненадување за најслушана песна меѓу два фестивала беше прогласен минатогодишниот хит Тажна љубов, стрекна песна на Тамара Тодевска. Канал 8 присуствуваше и на ова јубилејно издание на Макфест и целосата репортажа од фестивалот ќе биде емитувана во попладневната емисија в сабота во 16:30. Детски хепенинг организираше јазичниот центар Амичи во соработка со Центарот за култура Бели Мугри по повод успешно завршената учебна година. Децата се представија со интересни точки кои ги подготвија заедно со вработените во центарот, а облеката што ја носија ја изработија сами на часовите по креативност. Јазичниот центар Амичи подготви завршна приредба на која настапија децата кои посетуваат настава во центарот. На приредбата вработените во центарот им се заблагодарија на родителите за соработката и довербата која што им ја пружиле во текот на годината за работа со нивните деца. Во текот на целата учебна година заеднички се труделе и работеле со децата, истражувале и ги изучувале странските јазици, но паралелно се работело и на нивната самодоверба, социјализација и креативност. Јазичниот центар Амичи заедно со Центарот за култура Бели Мугри Кочани го организира овој хепенинг за деца со цел да го означи успешниот крај на учебната година.
На хепенингот ќе се представат дечињата кои посетуваат курсеви по странски јазици во јазичниот центар Амичи и дечињата од едукативниот центар Амичи Kids кои посетуваат курсеви по читање и пишување и исто така дечињата кои што посетуваат часови по креативност. Би сакала да напоменам, бидејќи огромно ми е задоволството дека облеката која ќе ја носат дечињата на овој хепенинг е рачно изработена од страна на дечињата на часовите по креативност заедно со нивните наставнички и се разбира целиот тим на јазичен центар Амичи. Од Амичи истакнаа дека, иако понекогаш децата изразувале нетрпеливост во изучувањето, сепак заеднички со наставниците ги споделувале и стравот и радоста, и лутината и љубовта. Инаку јазичниот центар Амичи следната година слави 10 години постоење. Успесите на Димитар Ангелов прикажани на концерт на класична гитара што се одржа во мултикултурниот центар во Кочани. Публиката имаше можност да ужива во композициите на Бах, Алберт, Сор и Богдановиќ. Прв солистички концерт одржа Димитар Ангелов, на кој ги покажа постигнатите резултати на надпреварите на кои учествуваше. Публиката уживаше во изведбата на композициите од страна на Ангелов, а гости на концертот беше Давид Велков, кој свири на хармоника. Оваа година постигнат прво место на државниот надпревар по класична гитара во Скопје и трето место на меѓународниот надпревар во Нови Сад. Вечерва ќе настапам со дела од Бах, Сор, Мудара, Хендри Алберт, Балкански, Душан Богдановиќ и Мигел Лобет. Инаку Димитар Ангелов учи средно музичко училиште во Штип и е трета година во класата на професор Дејан Лазаревски. Балетското студио Принцези, кое веќе една година функционира во Кочани, го одржа својот завршен концерт во мултикултурниот центар. Учествуваа околу 100 деца на возраст од 3 до 17 години. Иако пилот проект да функционира балетското студио во Кочани, сепак интересот за посетување балет од страна на децата покажува дека има потреба од новини во градот и од постоење на студио од ваков тип. Балетското студио Принцези го посетуваат околу 100 деца, што покажува дека децата имаат потреба од иновации, кои треба и понатаму успешно да обстојуваат. Бидејќи станува збор за пилот проект, раководителите на балетското студио рекоа дека секој предлог за нови измени од страна на децата и родителите е добре дојден и ако е добар, ќе биде прифатен. Имавме најразлични возрасти на дечиња. Од најмалата возраст е 3,5 години, па се до 17 годишни учесници во овој проект оваа година. Многу се успешни, многу се срцки, многу се драги и се надевам дека публиката, како што реков, ќе ужива оваа вечер и понатаму ќе редиме само успеси и се разбира ќе продолжиме со нови сили и со нови победи и на надпреварите кои што се одржуваат во Република Македонија од ваков тип. Со завршниот концерт завршија и активностите на балетското студио за оваа учебна година. Од септември продолжуваат со нови сили, уписи на нови деца, нови кореографии и доживувања. И за крај спортската информација. ЖФК Кочани официјално ја предаде титулата. Заврши првенството во женската фудбалска лига, додека во Виница се игра финалето на турнирот Капетан Кирчо Димитриов. Последно коло во женската фудбалска лига заврши првенството. Драгон 2014 е нов шампион. Кочани играше за престиж, во последното коло го оствари, но можноста за одбрана на титулата ја пропушти уште во првата половина од пролетната полусезона. Кочани сезонава мораше да се задоволи само со трофеот од националниот куп. Резултати од последното 18-то коло: Топ гол победа Куманово 2:1, Ас Юнајтед Кочани 0:5, Речица Конзули 1:2, Борец Драгон 2014 1:3 и Тиверија и Статов Младост Иднина Сауризари 7:1. Драгон 2014 стана шампион со вкупно 54 бодови, Кочани заврши како второпласиран со 48, трети Конзули со 40, понатаму следуваат Тиверија и Статов со 26 бода, Ас Юнајтед заврши на петата позиција со 22, како и Борец на шестата,
Речица се пласираше на 7-та позиција со 19 бода, Младост Иднина Саоризари сезонава ја заврши како 8 пласиран со 18 бода, 9 е топ гол со 15 и последна победа Куманово без бодови. Меморијалниот фудбалски турнир капетан Кирчо Димитриев во Виница влезе во самата завршница во полуфиналето. Условно домашната екипа на капетан Кирчо Димитриев загуби од екипата на Максимус со резултатот 1:6. Во второто полуфинале Македонија подлог беше подобра од Зрновка со 3:1. Во финалето во понеделник навечер се среќаваат Македонија подлог и Максимус. Понад преварот следи доделувањето на пехарот за најдобрата екипа, како и наградите за најдобриот фудбалер и голман на турнирот. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.